Добар ден и добре дојдовте во 0М+. Денеска ќе зборуваме за пелените, како правилно да се употребуваат и кое е идеалното време за одвикнување на детето од нив. Гостин во студиото е доктор Денис Алхалили од Рез Хумана. Добар ден. Кажете ми, доктор Денис Алхалили, што е потребно за преповивање на бебето? Што се е потребно? Па најважно за повивање на бебето е пелените, нормално, пелени и да речеме средство кое што би на некој начин ја заштитило кожата или би ја смирило кожата или кое што би го, да речеме, направило еден слој заштитен помеѓу пелената и кожата. Меѓутоа, различни средства постојат и различни пелени, така да тоа зависи и од типот на кожа на детето, зависи и од возраста многу. Значи, се што е поврзано со менување на пелени, многу зависи од возраста на детето и од осетливоста на кожата, затоа што новороденото, например, првите недели, месеци после доаѓање дома, значи од болница, после раѓање, е навистина многу чувствителна кожата во однос на пелените и на честотата на менување. Значи, неопходна е крема, неопходен некој крем да се стави помеѓу пелената и газето на бебето? Па да, тоа не мора да се земе како правило дека мора, меѓутоа најчесто ако се направи масен слој над кожата, тој практично ја одбива и ја држи влагата, да речеме, да не биде во допир со кожата. Меѓутоа, веројатно дерматолозите повеќе би можеле да кажат по однос на тие, нели, односи, состав на креми и сето тоа. Она што нас од педиатриски аспект ни е важно е пред се хигиената. Значи, пред се како препорака најчесто даваме, значи, во ординација која ќе дојдат родителите е честотата на менување и како на некој начин да се спречи, односно да се заштити да се воспали кожата, односно да се добие оној, да речеме, осип кој што е пеленски осип или амонијакален осип, така дерматит кој што се добива пред се од тоа, значи од бебето. Каква е препораката? Дали да се користат влажни марамици или бебето да се одмива? Генерално секогаш е подобро да се користи вода, значи вода проточна вода, значи чиста вода за миење на детето после применување на пелени. Меѓутоа тоа најчесто не е секогаш возможно, значи зависи од условите. Неретко родителите, посебно кај малку поголемките деца, користат влажни марамици и тоа до некаде е дозволено. Она што е важно е да нема некои дополнителни, значи, химикали во самите влажни марамици, односно да се бираат колку што е можно понеутрални, затоа што неутралните не ја иритираат дополнително кожата, зашто кожата секогаш да се прочита составот. Па да, во принцип кожата секогаш е, ако подолго се остави пелената, значи е иритирана од самите секрети, односно од мокрачата на бебето, така да важно е да се тоа држи чисто и да нема дополнителна иритација, да речеме, од нешто такво. Колку често треба да се проверува пелената дали е чиста? Колку пелени во просек се потребни во текот на денот? Па сега, вака, тоа зависи, значи, од случај до случај, зависи од детето, меѓутоа генерално во почеток, значи во почетните првите денови и недели после доаѓањето дома со новороденче, важно е отприлика на 3 часа да се менува пелена. Отприлика и хранењето е на таја, да речеме, на тој интервал, на 2 до 3 часа е хранењето и секако би препорачале отприлика на 3 часа да се менува пелена. Важно е, значи, да биде и значи, важно е и во тека на ноќта да се исто така спроведува ова кај малото, кај новороденото, значи првите месеци, затоа што навистина кожата е многу чувствителна, тоа постојано, значи, пие и мокри, нели, и ноќе се буди и цица детето или бара храна, така да важно е да се менуваат пелените и ноќе. Најчесто се среќаваме со тој пеленски осип, значи пеленски дерматит, најчесто се среќаваме баш поради, да речеме, неменување во тек на ноќта и тогаш се собираат негде, да речеме, 6, 7, 8 часа без да се смени пелената и така всушност се надразнува кожата на бебето. Значи на почеток треба да се менува пелената додека детето спие, односно дека бебето спие. Што понатаму? Кога ќе потпорасне? Дали се менува пелена додека спие? Па не. Кога ќе потпорасне детето, веќе и неговата кожа станува поотпорна, значи да речеме, поотпорна на тие влијанија. Честото менување уште останува како позитивна работа, значи не сме да се остави премногу долго, меѓутоа почеста компликација понатаму е протекување, односно да се наполни пелената и да веќе нема способност да држи и тогаш автоматски протекува и ја гледаме. Така да тоа е, да речеме, некаков знак понатаму, не е оној дерматит кој што на почеток е навистина може да биде голем проблем.
првиот месец или првите 2 месеци кај бебето. Понатаму значи може да се остави во тек на ноќта, зависно од тоа колку детето, веќе поголем кога дете нели разговараме, колку детето пие. Посебно колку пие навечер. Како се бира големината на пелената? Еве, спомнавте протекување на содржината. Дали тоа е еден од факторите на кои што треба да се внимава при бирањето видите сега вака, големина на пелена? Генерално пелените си имаат според килажата, значи се поделени нели на неколку величини. Така. Би требало од прилика детето да биде во средина на таа, да речеме, определена килажа, затоа што и самите родители често приметуваат дека ако не ги сменат и ако се спаѓа во килажата, веќе почнува да протекува или не го фаќа детето, например, ако е покрупно. Така да, меѓутоа важно е и личното искуство, односно пресудно. Да, детето и родителите какво искуство имаат од пелените. Значи може да се случи некогаш да навистина некои пелени кои што кај некои се покажале одлични, кај други например да има некој проблем, да, и затоа треба да се бара нешто што е, да речеме, погодно за детето и за родителите. Во последно време во некои земји има кампањи за повторна употреба на платнени, односно на памучни пелени, тоа се овие пелени, наспроти еднократните. Зошто повторно се актуализира ова прашање и кои пелени се всушност подобри? За и против, што се однесува до едните и за другите? Кои се позитивните страни од употребата на платнени, кои се позитивните за употребата на еднократни и негативните страни? Вака, колку што би можел јас да кажам, значи од моето искуство и знаење, е тоа што сега веќе во европските држави, значи во развиените земји, веќе се нагласува проблемот на преголемо создавање на отпад. Значи, еднократните пелени, еколошкиот аспект, затоа што еднократните пелени всушност се користат неколку во тек на секој ден и навистина се создава голема количина на отпад кој што потоа нели ја загадува, се смета дека ја загадува животната средина. Од друга страна, предноста со овие пелени еднократни за еднократна употреба е тоа што се многу згодни. Значи нема перење, нема едноставно само ја менуваш и ја фрлаш и зимаш нова, не се многу скапи, сега тоа нели зависи од условите, меѓутоа генерално повеќе мислам дека повеќе се користат. Платнените пелени од друга страна, значи се по-здрави за детето затоа што се само памук, значи нема никаква хемикалија, нема нешто што би можело да го иритира детето, меѓутоа треба да се менуваат почесто затоа што имаат помала моќ на апсорпција памучните во однос на нели оние еднократните и треба да се менуваат почесто и треба да се перат и тоа треба да се перат. Мислам дека тоа е процедура. Па видете, веројатно како се перат? Еве, мислам дека ретко која мајка денес употребува вакви пелени, освен ја можам слободно да кажам дека кај нас скоро никоја. Да, некои што имаат проблем со иритација или со реакција на детето и кој што ако се смени на пример на и тогаш се става врз пелената. Не, тоа у никој случај не би го препорачал искрено, затоа што задржува многу течност. Јас сум видел неколку случаи каде што ставаат памучна внатре во обична, меѓутоа во таа за еднократна употреба, меѓутоа тоа значи се подпираат на времето кое што би траело со еднократна пелена. Памучната нема шанси да издржи толку, значи цело време е влажна и цело време ја иритира кожата на бебето. Сакав да кажам дека токму таа тешкотија со памучните порано ги терала родителите значително порано да се откажуваат од пелени и порано децата на помала возраст се откажувале од пелени. Лагодноста да можеш да ја смениш пелената и да ја фрлиш во ѓубре и да земеш нова, значи нема перење, нема ништо, всушност ги остава децата и родителите полагодно, да речеме до 2,5, 3, па некои дури покасно од 3 години да се уште бидат во пелени. Кога веќе спомнавме одвикнување од пелени, кога и како детето да се одвикне од пелени? Има ли некоја возраст која што е идеална за бебето да се одвикне од пелени? Значи идеална возраст, мислам дека не би можело да се каже дека има идеална возраст, меѓутоа препорачлива возраст, значи да се откаже е негде меѓу втората и третата година, значи негде до 3 години, според мене би требало да се веќе детето откаже. Важно е да кажеме дека контролата на сфинктерите, значи контролата на мокрењето и на нели какањето, извинете сега така што ќе кажам, меѓутоа се работи за бебиња и за мали деца. Значи контролата на тоа зависи пред се од развојот на нервниот систем, значи на невролошкиот систем, зависи и од функцијата, функционално анатомски, значи на тие сите органи, меѓутоа зависи и од психолошката состојба. Односно зависи од тоа како родителите полека го подготвуваат детето
за да почне да го контролира, нели, тој нагон или да каже кога сака да оди и слично. На кој начин може детето да се подготви? Кога треба прв пат да му се покаже нокшир, да му се објасни што е нокшир? Една од мерките, значи, за да се полека привикне, односно да се научи и да се направи таа транзиција, една од мерките е да се стави нокширот на видно место, на видливо место, значи тоа може да биде во тоалетот, меѓутоа може да биде, да речеме, и во дневна, каде што би стоел и би се објаснувало повремено, би се кажувало зошто служи. Сега тоа, например, пред една година е тотално неефективно, неефикасно е да му објаснуваш на дете кое што реално нема некоја способност да го разбере тоа, меѓутоа веќе година и пол, две, дете може. Значи тоа зависи и кога ќе решат родителите да почнат. Кај нас од искуство најчесто почнуваат околу 2-2,5 години и во тој период до 3 годинки ги откажуваат. Као што кажав, има исклучоци кои што траат и повеќе. Исто така важна мерка за одвикнување е да со детето се разговара што правиме ние кога одиме во тоалет. Значи, многу е важно да тоа слуша, да знае за физиолошките потреби, како се прават, да почне да се разговара во смисла, еве уште малку ќе се откажеме и така. Транзицијата најчесто кај нас да не мислат родителите дека детето само ќе стане свесно или еве сега ќе каже сега ми се оди, ми се врши таква нужда и ајде да го правиме тоа без пелени. Тоа најчесто неопходна е претходна подготовка. Да, меѓутоа најчесто не се случува да детето ви каже само иницијативно. Да, него најчесто би требало после тој период краток на транзиција да се едноставно детето остави без пелена. Тоа е мојата препорака, значи еден ден кога ќе се договорат, значи, родителите и домашните, кои ќе се договорат, значи едноставно да се извади пелената и детето кое што веќе може да ги контролира, значи тоа веќе после 2,5 годишна возраст, веќе може да ги контролира сфинктерите, едноставно да се остави да свати, така, на некој начин. Поради тоа летниот период можеби е најдобар за одвикнување од пелени. Пролет, лето, кога е топло, за да може да се остави. Може, да, и би требало да не биде ладно, иако во денешно време, значи, најчесто и не е ладно дома и во зима, меѓутоа практично е да речеме да биде летен период. Тоа што е важно при транзицијата е, значи, да не се реагира со карање или со лутење, затоа што детето сепак му треба еден период на транзиција, значи, и од која ќе ги извадиме, може неретко да му се случи, значи, да се измочка. Значи, така и во кревет додека спие или така? Да, и во кревет додека спие и тоа најчесто уште некој одреден не многу долг период може навечер да мокри, затоа има гумени подлоги под чаршавот со цел да не се оштети душегот, затоа што душегот ќе му треба на детето уште долги години да спие, уште неколку години, поради тоа се става подлога одоздола гумена и тоа е тоа, значи да не се кара. Од тие причини некои родители во тој период на транзиција ги будат децата навечер, ги стават на нокшир и потоа повторно ги враќаат во кревет. Дали е тоа правилен пристап? Навечер да се разбуди детето, да се измочка во нокшир и потоа да се врати на спиење. Видете, за поголемо дете, кое што веќе направило транзиција и кое што одреден подолг период веќе му се случува да мокри во кревет, тоа може би е добра пракса со цел да се на некој начин да се преброди периодот без да се измочка само во кревет. За дете кое што се откажува, според мене, во таа возраст, значи е поважно да нема многу течности, внесна течности навечер. Така, значи некоја рестрикција да се направи. Па да се направи во одреден степен рестрикција. Но значи, не целосна, тоа да нагласиме. Видете, детето е важно да се напие малку водичка, значи ако бара течност да не биде као забрана дека не смее да пие, меѓутоа големи количини на вода или големи количини на сок навечер пред спиење, што не е ретко за жал во денешно време, и јас не го препорачувам, значи сок и млеко навечер пред спиење на дете кое што е веќе 2,5-3 години, апсолутно е непрепорачливо и непотребно. Значи, тоа ако се намали, ако се направи таа рестрикција, најчесто децата веќе не мократ во кревет или може да се случи еднаш неделно или два пати неделно, што е нормално за периодот на пребродување. Што доколку се случи детето наутро да се буди со плачење дека треба да седне на нокшир, доколку сепак се изврши некаков притисок и доколку сето тоа го доживее како стрес, како тогаш да се постапи? Има ли некој друг начин, побезволен,
повторно да се воведе во целата приказна или повторно треба да се вратат пелените во тој случај? Значи видете, ако се случува да детето ноќе значи мокри и тоа ако се случува редовно, значи можно е транзицијата преку ден значи да се остават без пелени, а навечер одреден период, да речеме од неколку недели или еден месец, се вратат. Да се става пелена навечер. Меѓутоа кога родителите ќе приметат дека пелената е сува и наутро и детето бара да се стави на нокширче наутро кога ќе стане, тогаш веќе може слободно да се едноставно да не се става веќе навечер. Вие со вашето дете, што туку пројдовте низ таа транзиција со второто дете, успешно, колку време траеше процесот на одвикнување кај вас? Значи, разговаравме на темата, да речеме... И колку во просек трае тој процес на одвикнување кај децата? Видете, значи, процесот, како што кажав јас, кога ќе се направи одлука дека ќе се откажеме, значи едноставно се остава детето преку ден без пелена и во тој период практично неколку пати детето нормално е да се измокри, значи во гаќи без пелена, меѓутоа тоа беше во тек на еден ден неколку пати. После тоа веќе полека по полека се научивме дека треба да седне на нокшир и важно е значи родителите на некој начин да се израдуваат и детето да види браво, треба да се стимулира тоа позитивното, а да не се кара кога ќе направи белја. Значи, работата е што во тек на уште следните недели стававме пелена ноќе, меѓутоа веќе и таа не ја ставаме, заради тоа што најчесто поголемиот број од ноките беше сува наутро кога ќе станеме и така, тоа е еден период на прилагодување. Така, успешен период. Успешен, да, дефинитивно успешен. Би сакала да ве прашам и што со оние родители што сепак инсистираат пред првата година детето да го стават на нокшир. Дали е тоа погрешно? Јас вака би кажал, значи, као што кажав, нели дека самата контрола на сфинктерите и преминувањето кон нели контролирање на тие потреби кај детето зависи од анатомијата, зависи од развитокот на централниот нервен систем, меѓутоа зависи од психолошката состојба на детето. Многу често родителите прават премногу притисок на детето, значи некогаш дури и го посматраат, значи постојано го надгледуваат, на некој начин вршат преголем притисок, некогаш дури и го посматраат соблечено, па има, нема и така. Така да мој совет е значи да целото тоа се прави значи во таа да речеме препорачана возраст, меѓутоа без преголем притисок. Така, зашто да не му се развие чувство на вина доколку направи. И ако премногу се зборува за тоа, детето може да почувствува дека е во центар на внимание за нешто што реално не е, зашто ние сите кога извршуваме такви потреби сме сами најчесто, значи не сме во центар на внимание. Така да треба и детето да се остави на некој начин и самото да го тоа нели контролира или ако сака да се тргне на страна да го оставиме слободно. Многу е важно родителите да знаат дека детето чувствува потреба значи да се тргне малку на страна, дека треба да се научи да го прави тоа. Значи дури и до 1 година децата најчесто се стегаат, па се мачат, па плачат, меѓутоа тоа е процес на учење. Исто како што се учат да седат, како што се учат да одат, мора и да се научат, нели, да ги извршуваат тие нормални физиолошки потреби, така да треба и некогаш и да ги оставиме природата сама да го направи тоа. За до 1 година мојот совет, според тоа што до сегашното искуство, мислам дека нема потреба да се започнува со некој тренинг до 1 година. Има и такви случаи кои што биле успешни, меѓутоа мислам дека на поголема возраст би требало да се започне со тој нели тренинг, тренинг за нокшир. За родителите еден совет, бидете трпеливи. Тоа е суштината во сето ова. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Се гледаме повторно следниот понеделник кога ќе зборуваме како изгледа нормална столица кај бебе кое што се храни со мајчино млеко, а како изгледа кај она кое што е на адаптирано. Еве уште сега најавуваме темата за следниот понеделник, а ние во продолжение на емисијата ќе погледнеме еден прилог Алпски игри 2016, кој што пред 10 дена се одвива во градскиот парк на Школка во Скопје. Погледнете. Голема забава на првите Алпски игри 2016 во градскиот парк во Скопје. Најмалите посетители во креативното катче имаа можност да цртаат, бојат и да прават фигури од пластелин. Идејата беше да се запознаат со игрите кои беа дел од социјалното и културно живење на постарите генерации и да се тргнат од компјутер, а исто така и да се надпреваруваат во 4 игри, како плочка, фрли и погоди, погоди ја рамката и погоди го балонот.
Учесниците во игрите освоија една од наградите што ги подготви Алпско млеко мултивитамин, а се бореа и за главната награда Samsung Galaxy таблет. Секоја игра се играше во 4 круга. Победниците во секоја од нив, односно 4 полуфиналисти, ги измерија силите во финалето, во играта Чоколаден базен, во која се бараше чоколадно топче меѓу пластичните топчиња. Финалистот со најдобро време ја освои главната награда, која му ја врачи Даниел Кајмаковски. По надпреварувачкиот дел на Алпските игри 2016 започна забавата, на која Кајмаковски изведе неколку песни на големо задоволство на своите верни млади обожаватели. И тука е крајот на денешното издание на 0N+, а воедно и на утринската на Телма. Гледајте не повторно, 0N+ стартува во 12 и трае до 12:30. Поздрав и до гледање.